Почитувани гледачи, добре дојдовте во петочното издание на вестите на Слободна Македонија. Јас сум Кристина Костова, а во наредните неколку минути ќе гледате. Отпорот против режимот продолжува во целата земја. Режимот и понатаму ги крши законите. Крои сопствен деловник. Хелсиншки комитет побара оставка од Велјановски. Режимот не сака да се врати ефтината струја. Отпорот на опозицијата и вчера продолжи во цела Македонија. Илјадници граѓани излегоа на улиците на Ресен, Струмица, Демирхисар, Битола. Пред струмичани во Турско Мало се обрати Ердоган Сарач, кој истакна дека режимот гази и преку мртви, само за да дојде до пари за финансирање сомнителни и непродуктивни објекти како Скопје 2014-та. Деки не можеше на друг начин да го донесе буџетот, видовте вие, прв пат се деси во историјата на светот, парламентарците да бидат избркани, тепани во собранието, да се избркаат надвор за да се донесе буџетот. Тој ден е цунами за Македонија. На граѓанскиот парламент во Битола, меѓу другите се обрати и председателот на ЛДП Андреј Жерновски. Смета дека ќе издржиме ден, два, три. Смета дека ќе попуштиме поради зимата, но ништо не може да не предомисли, затоа што сме одлучни да одиме до крај, додека не ослободиме Македонија, додека не ослободиме Битола. Караванот на отпорот против недемократскиот режим и денеска се движеше низ улиците на Скопје. Предводени од белата Лада Нива, стотици автомобили тргнаа од населбата Ѓорче Петров и преку Влаа и Карпош стигнаа пред влада, каде граѓаните уште еднаш изразија силен револт против убиството на демократијата во Македонија што го спроведува режимот. Пред собраните граѓани се обрати подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Јовановски, кој најави дека во сабота отпорот во Скопје и во целата земја ќе се засили. Власта одлучи за пари да прекрши и деловник, и закон, и устав, да ги истепа пратениците и да ги изфрли новинарите од собраниската сала. Меѓутоа, отпорот продолжува и од ден на ден е се поголем, и во Скопје и низ градовите ширум Македонија. Меѓутоа, оно што се истакнува во последно време е дека граѓаните, покрај револтот за она што им е одземена слободата, суспендирана демократијата, револтот од промовираното насилство, се помасовно и го искажуваат и својот револт за катастрофалната социјална состојба во која што се наоѓаат. Надвор од сите демократски стандарди и наспроти досегашната практика, власта во собранието носи нов деловник по нејзина желба, без консензус и без учество на опозицијата. Деловникот за работа на собранието на Република Македонија е суштински документ и алатка која на пратениците им обезбедува фер правила за политичка и демократска дебата. Затоа не е случајно тоа што во сите демократски земји овој документ се носи со големо внимание како резултат на политички диалог и консензус. Последните измени на овој документ, со кои дискусиите на пратениците се ограничуваат на 20 минути, се уште еден доказ дека власта прави се за да ја ограничи слободата на говорот и ја води земјата кон диктатура. Хелсиншкиот комитет за човекови права го представи извештајот за настаните во собранието од 24 декември. Во него се вели дека со насилното исфрлување на новинарите и пратениците од опозицијата извршен е удар врз уставниот поредок на Република Македонија. При тоа, постојат основани сомненија за тенденциозно и однапред смислено отстранување на претениците од опозицијата. Комитетот предлага независна истрага за настаните од Црниот понеделник, а доколку во истрагата се утврди дека наредбата за присилно отстранување на новинарите и претениците од собраниската сала биле дадени од страна на председателот на Собранието на Република Македонија, тој да поднесе неотповиклива оставка. Режимот е глув на барањата на народот и покрај двомесечните протести и собраните 13.000 потписи, режимските пратеници ја одбија иницијативата на Аман за враќање на ефтината дневна тарифа. Власта уште на почетокот од расправата застана на ставот дека измените во Законот за енергетика не се можни и дека струјата ќе остане скапа во текот на целиот ден за сите потрошувачи.